Една година од трагичната несреќа кај село Ризари. 1 мај полн со врисоци и плач. Две сообраќајни несреќи одзедоа 3 човечки животи. Никој не навестуваше таков ужасен крај на денот, кога трактор со приколица се преврте, возачот и неговата сопруга загинаа, а дечињата беа префрлени на клиниката во Скопје. По само една година од црниот ден тие се потполно здрави, но нивните родители се уште живеат живот полн со трауми. Таткото на двете сестри од селото Грдовци, кој од несреќата го извлекоа по дебелиот крај, вели дека таков 1 мај не му посакува ниту на душманот. Лоша безизлезност во која тој и неговото семејство се најдоа пред година дена. Неговата помала ќерка, на која веднаш по несреќата и беше направена операција и која месец дена помина на интензивна нега, сега повторно треба да седне на операционен стол. За разлика од неа, тој вери дека останатите деца се во добра здравствена состојба и дека недела дена пред овој 1 мај заеднички се соочиле со сликите од кобниот ден лани. Оваа година сите за прославата останале дома, стравувајќи од лошото искуство. И понатаму молк во селото, тага и неверување и од семејството на Давидковски. И после една година, се уште бројни се нивните недоумници за причините за несреќата, иако на полициските извештаи се откри дека таа настанала поради техничката неисправност на тракторот. И како тоа да не беше малку, денот на трудот зеде уште една жртва. Животот на ланските првомајски празнувања во сообраќајна несреќа трагично го загуби 26 годишниот Благој Ендровски од Кочани. И ден денес нема сознание за причината на овој морничав настан. И денес, а и во иднина, за ожалостените семејства 1 мај ќе биде најлошиот ден во годината. Нивните молитви се овој ден никогаш